Итната помош во Куманово периодов регистрира зголемен број на повици и интервенции. Повиците најчесто велат доаѓаат од ранливата категорија граѓани, односно постарата популација, како и хронично болните. Кај овие пациенти постои значително влошување на општата здравствена состојба, предизвикана од наглите промени на временските услови. На дневно ниво се евидентирани и по 20 посети. Најчесто се работи за хронични болни, од кои предоминираат пациентите со обструктивни белодробни болести, хипертензичари, како и болните од канцер. Кај оваа група пациенти постои потреба од посебна палијативна нега, како и терапија на болка. Како настапува пролета и како се менуваат временските услови и зачестана инциденца на мозочни инсулти. Тоа најчесто се случува како резултат на несоодветно регулирање на крвниот притисок, што апелирам до граѓаните, редовно да се консултираат со својот матичен лекар. Хроничните болести се држат под контрола, за да немаат потреба од наша интервенција. Лекарите апелираат хронично болните да одат на редовни контроли и да ја конзумираат терапијата, како и редовно да се консултираат со матичните лекари. Кај жените особено се бележи оној вертиго синдром, односно вртоглавици, кој што исто така се решава со соодветна терапија, консултација со матичниот лекар, а кога тоа настане нагло, кога има нагло влошување на таква состојба, со вртоглавица, со повраќање, тука ние интервенираме и даваме соодветна терапија за да се ублажат тие симптоми. Најосновно е да го измерат крвниот притисок, можеби се работи за покачување нагло на крвниот притисок или пак нагло снижување на крвниот притисок, што исто така може да предизвика вертигинозен синдром и соодветно мора да испијат некој лек, тоа доколку симптомите не поминат со едни такви општи мерки. Од итната помош информираа дека периодов бележат помал број на интервенции кај ковид болни пациенти, што се должи на подобрата епидемиолошка состојба во градот.